овчар и се моли, ајде пушти мене шар планино. Имам žena što me žali, ajde imam žena što me žali. Tori ovčar i se moli, ajde pušti mene šar planino. Imam sestra što me žali, ajde imam sestra što me žali. Treti ovčar i se moli, ajde pušti mene šar planino. Ima majka što me žali, ajde ima majka što me žali. Žena žali den dopladne, ajde sestra žali do godina. Majka žali dure živa, ajde majka žali dure živa. Majka žali dure živa. Odlična interpretacija, odlična prerabotka na pesnata Raspukala šar planina i odličan video zapis. Сега е 20 часот и 32 минути, време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Темелко Андреев, композитор, продуцент и режисер, но и најодговорен за проектот Македонијум. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Андреев, ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов и благодарам за поканата. И баш ми е мило што моите сограѓани тука во Македонија ќе можат да видат дека не сме баш малку и дека има ни секаде ни светот и дека сме во многу поголем број од колку што ни прикажуваат. Токму така. Добро ви утро и од мене, господине Андреев. Ви благодариме што ја прифативте поканата и ги удостоивте нашите слушатели и гледачи, а се разбира и нас како уредници и водители на Македонски корени. Се надеваме дека во следниве 20 на минути ќе го задржиме вниманието на сите.
Господине Андреев, најверојатно вие сте познат на македонската јавност во Македонија, но не толку надвор од неа, особено не толку познат помеѓу македонците во диаспората. Бидејќи сте прв пат на македонски корени, ќе сакате ли да ни кажете накратко кој е Темелко Андреев? Да, значи, јас сум велешанец, роден во Велес, среќно оженет, татко на 3 деца, Да ви две се машки, живи. една Така. ќерка. Да. И поздрав до нив. Поздрав. Работам веќе 15 години професионално, значи работам и од тоа и живеам со музичка продукција. Имам студио кај што моментално се наоѓам во Велес, во родниот град. Работам како оркестратор, композитор, аудиоинженер, режисер, текстописец. Да, така да не сум, да речам, само во една област фокусиран, туку буквално верувам дека кога човек е отворен за инспирација и за уметност, дека може да расте во многу полиња. Така е. Од она што можеме да го забележиме, вие сте доста познат, како што вете кажа, во Македонија, но најповеќе во музичките кругови. Ќе ни кажете ли дали покрај соработката со македонските артисти соработувате и со странски артисти, и ако одговорот е да, набројте ни некои имиња од домашните, но и некои од странските артисти, и како ви оди соработката, колку сте задоволни од сегашната соработка? Па имам доста соработки со артисти од Албанија, од Србија, од Словенија, од Америка. Последно нешто од Америка што се работував со на една песна, гостуваше како вокал, еден од најдобрите продуценти во Америка, 3-time Grammy Winning Award, значи продусер, Дизел, значи беше гостин на една божикна песна која работевме со нашата пианистка по потекло велешанка македонка која живее и твори во Шведска. Значи за неа работев цел албум и гостуваше како вокален изведувач. Тоа е нешто што, да речем, е нешто за мене лично достигнување, али најголем мерак и најубаво ми е кога работам со мои блиски луѓе, кај што можам да се дадам за нив, кај што сум поврзан и како човек со нив и кај што гледам една поголема вредност од само една добра исплата. Така. Господине Андреев, прилистувајќи некои податоци за вас, приметивме дека вие ја имате направено и првата аудио Библија на македонски јазик. Кажете ни нешто повеќе за овој проект. Да, аудио Библијата ја направивме заедно со мојот добар другар, пастор Филип Иванов и Клементина. Се читаше целата аудио Библија, тоа е првата комплетна Библија, аудио Библија на македонски јазик, со Стариот и Новиот Завет. Значи, целата Библија се читаше, имаше едно повеќе од 400 дена работни околу тоа. И беше добро интересно искуство. Имаме различна музика за секоја книга направено и поставене на Faith Comes by Hearing страната или на Bible.is апликацијата. Значи, таму може секој македонец слуша, да стрима и така. Тоа е нешто што верувам дека е од историско значење за нашата земја, како првата каде што е првата европјанка христијанка Лидија, да. Така да како наследство христијанско што го имаме како држава, да немавме до сега една аудио Библија која е Библија на 21 век, значи веќе се е на стриминг платформи. Мислам дека ќе беше стварно срамота да си го дозволиме тоа. Честитки за тоа што сте го направиле. Ние пред неколку недели, можеби месеци повеќе, бевме воодушевени од преработените песни "Не плачи мајко, не жали" и "Распукала шарпланина", која што имавме можност сега пред да влеземе во студиото, пред да влезете во студиото, да ја слушнеме, да ја видиме, не само ние, него и сите наши слушатели, бидејќи ние многу често ја гледаме така приватно, а во изведба на младата Јована Богдановска. Трагајќи по податоци, за да знаеме кој стои за овие песни, разбравме дека за овие песни стоите вие. Овие две песни се и првите песни од проектот Македониум.
Ќе сакате ли да ни кажете што беше тоа што ве инспирира да го започнете овој проект и како ви дојде идејата да го наречете проектов Македонијум? Дали може би ситуацијата во Македонија која се наоѓаме или во која се наоѓа Македонија? Па ме инспирираше склоп на околности, значи многу околности заедно беа инспирацијата за да се решам на ваков чекор. Али последното нешто беше кога бевме на протестите против францускиот предлог, нели, актуелен се уште, кога видов една толкава маса на народ, природно дојдена. Јас не сум член на никоја партија, ја немам никаква членска книжка, никош не сум ни бил. Така да тоа што го зборувам, имам право да го зборувам за тоа што е легитимно чувство, исконско, тоа верувам дека секој македонец го носи во себе вродено. И кога го видов целиот тој народ, кога видов луѓе слепи со кучињата на протестот, кога видов луѓе во колички на протестот, кога видов колку народот реално е заинтересиран и засегнат од тоа што се случува кај нас моментално, сватив дека ние како уметници имаме сериозна одговорност да придонесеме да се разбуди уште толку жарот и духот на македонецот. Заради тоа што од досегашните случувања видов во повеќе наврати, во се сум земал учество, видов дека власта апла си кажа каква е и што е нејзината идеологија, видов дека и опозицијата не го прави тоа што треба да го прави. Воопшто не беше со народот, воопшто не се капитулираше тоа што народот беше на улица, воопшто не се искористи тоа и тој порив на народот за зачувување на за македонската национална свест и историја и наследство културно. Ништо од тоа не се употреби за да се кутне оваа власт и вината ја гледам кај опозицијата. И сватив дека надеж во политичките партии не смее да имаме повеќе. И дека ние како уметници, како творци, треба да бидеме буквално модерните револуционери и да го постојано да го охрабруваме духот на македонизмот и духот на македонецот, да му подигнеме главата, да ги бодриме, да ги охрабруваме луѓето, да ги подсетуваме кои стварно они се и колку големо наследство имаат и каква крв тече низ нивните вени. И дека сме еден славен народ. Дека сме го описмениле пола свет. Дека од тука почело христијанизирањето на светот. Значи, дека сме една колевка на културата, а ни направија на таква атмосфера дека ќе немаме за леб, дека треба да бидеме десператоси, очајници тука, дека треба да се молиме на сите, дека треба да бараме дозвола за постоење од соседите. И заради тоа сметам дека беше од клучно значење, како што порано тоа го правеле и револуционерите. Гоце Делчев бил даскал, многу од нив биле автори, писатели и драматурзи и преку тоа го индоктринирале народот, затоа што нашата нова генерација, моите деца, например, јас се грижам пред се за моите деца, од тоа почињам секогаш, треба да знаат кои се и треба да ги пеат и да ги слушаат овие песни. Треба да сватат кои се. Затоа што тоа веќе кај нас не се промовира, тоа не се спонзорира. Денеска имате вие 90% од естрадат учествуваше на НАТО концертите. Значи се одважија само со исклучок на двајца тројца што беа против тоа. Се учесници на сите буквално политички евенти, настапуваат на владините митинзи. Значи ние буквално у Македонија сме рестриктирани како ако има патриотска содржина или ако има национална содржина која подига националната свест, автоматски тоа значи дека нема да биде пуштено и стримано на националната телевизија или радија и така натаму. И заради тоа сметам дека кога веќе светот ни е на дланка со интернетов, кога 100% од луѓето се на Facebook, на Instagram и на YouTube, не ми ни треба поддршка од владата и се решивме да одиме вака, да твориме, да правиме, да работиме без никакви очекувања, буквално од срце и за срце. Убаво кажано. Не знам дали ме прашавте само за името Македонијум, од која беше идејата. Сега ќе ве прашаме. Да, не, толку беше прашањето за тоа. Да.
Така. Господине Андреев, ќе сакате ли да ни кажете зошто токму овие две народни песни беа ваш прв избор, за да ги преработите и да се најдат на самиот почеток во проектот на Македониум? Има ли некоја символика? Има голема символика и голема причина. Првата песна "Не плачи мајко, не жали ако загинам", ако го читате целиот текст на песната, прво текстот, ќе почнеме од текстот, е дека ја почињам секогаш од тој што пишувал песната, што тој човек осеќал, зошто тој човек ги кажал тие зборови. Во тоа време немало медиуми, телевизии и цензура, туку тоа биле стварно исконски чувства на луѓето, ги пееле другарите по другарите селото, по селото градот и така настанале овие песни толку познати, немало кај да се промовираат. Така да тие се песни со голема вредност и се бесмртни. И во "Не плачи мајко, не жали" песната ме фасцинираше чувството на само жртва. И дека ако се жртвуваш и ако се дадеш за татковината, не си изгубил ништо. Не си изгубен, не си потрошен, туку си вложен. Си се посеал, си се раздал за да изникнат добри плодови, за да изникнат мнозина такви јунаци, да охрабриш, да бидеш пример за една генерација. И нарочно и во самиот спот комитата, што е главната улога, е представен како човек со добар имот, во некое си добро ситуирано семејство, добро облечени неговите деца и жена и мајка, затоа што тоа е и сликата реална. Повеќето комити, револуционери и гемичи биле сите добро ситуирани, биле чорбаджи, биле уметници, биле даскали, биле бечка школа. Имале што да изгубат. Додека нас ни се форсира таа прича дека битен е лебот, битно е брашното и битни се обстанокот. Овие луѓе имале многу повеќе што да изгубат, знаете, и мене тоа ме фасцинира, тоа што како ги читам книгите и како ги истражувам историјата наша, гледам дека сите биле едни големи великани во приватниот живот, значи биле многу еминентни во тоа што го правеле и докажани во својата професија, препознаени од народот и сепак жртвувале се, и тоа многу млади, на 28 години, на 30 години, толку требал нивниот живот. За песната "Распукала шарпланина" посебно ме фасцинираше и се потрудивме да биде блиску до 8 март. Храброста на нашите мајки, сопруги, баби во тоа време. Дека не ги учеле децата, немој да си бил револуционерен и да ми загинеш за државата, туку ги пуштале да се даваат, ги воспитувале да се даваат. Ги учеле од мали кои се, ги учеле дека ако ќе плачам, ако ќе ми биде тешко, ама овоја е за доброто на сите. А посебно заради тоа што е шарпланина, заради тоа што некако ние тука во Македонија се ствара некој амбиент на да заборавиме на тој западен дел. Некако го отпишавме тој дел после 2001 година, после рамковниот договор, како да се откажавме од тој дел веќе. Тој дел ни е даден, толку е со тој дел. И сакам да се потенцира дека баш заради тој регион има паднато многу наши предци. И во 903-та, и во 914-та, и во 42-та и 45-та, и во 2001-та. И заради тоа сакав да се подсетиме дека таму живеат се уште наши македонци, дека не треба да го заборавиме тој дел, дека не треба да се откажеме морално од тој дел се уште. И тоа отприлика беше причината за изборот и од каде јас бев инспириран за да ги направам тие. Пред да го поставам следното прашање, само да се навратам на она прашање, вие прашавте, дали ме прашавте за идејата, да, во прашањето беше и тоа прашање, и тоа ето бидејќи подолги имаше многу подпрашања. Ево сега да се навратиме, од каде ви дојде идејата да го наречете Македониум овој проект? Па Македониумот е чувар на коските на јунаците. Значи Македониумот е споменик на жртвите паднати во борбата за Македонија. Така, овој проект сакам да биде споменик за нашето културно наследство, да го чува нашето културно наследство, да остави еден белег колку што е возможно и колку што сме ние моќни самите, да оставиме еден белег и да биде еден споменик кој ќе ги потсетува луѓето на нашето културно наследство. И од таму е идејата и символиката во тоа нешто. Така.
Вие ни ја раскажавте приказната за Македониум и за двете песни кои ги одбравте. Сега би сакале да ја слушнеме и приказната за изборот на интерпретаторката на овие две песни, а тоа е младата Јована Богдановска. Самата интерпретација на песните, како и видеозаписите на овие две песни, се вистинско воодушевување. Од каде ја црпевте идејата за видеозаписите за да дојдат до израз силните и моќни пораки кои се испраќаат преку текстовите на овие две песни? Видете, Македонија е, нашата историја е толку многу богата, имаме толку славни дејци кои повеќето од луѓето не ги ни знаат и не се ни форсирани толку, што е неисцрплива ризница на инспирација. Нашата историја е неисцрплива ризница за инспирација. И само луѓето треба да почнат да чепкаат, да читаат, и тоа е подобра литература од Game of Thrones. Ме разбирате, значи ние имаме многу сериозно духовно и културно наследство и верувам дека тоа треба да се негува. И од таму црпам инспирација, од животите на оние кои биле поголеми од мене и поради кои ние денес постоиме вакви какви што сме, како македонци. Од таму е мојата инспирација пред се. Од, да речем, во како што кажав пред тоа, во Не плачи мајко, не жали видеозаписот е сублимиран во една целина мајндсетот и начинот на функционирање на сите тие револуционери во тоа време. На крајот ги имаме и гемиџиите, представено е трансформацијата од генерација во генерација, дека е одговорност на таткото е да го научи детето на патриотизам, да го научи на одбрана на својата чест, фамилија и држава. Па после тоа дете расте, станува гемиџија и го прави тоа што го прави, што го направиле гемиџиите. Ме разбирате? Сакав да поттикнам дека во тој спот тоа и се поттикнува, дека одговорност моја како родител да ги воспита моите деца да сакаат својата држава, ако е потребно да се жртвуваат за неа. Изборот на Јована се случи многу интересно. После протестите, од кога завршија протестите, кога видовме дека окей, протестиравме, се случи што се случи, си мафтавме со банери и со знамиња и со се, и ни рекоа после ајде по дома, тамане, ништо не се случи. Бев крајно револтиран и кажав дека пишав еден Facebook статус со јавен повик за сите артисти кои имаат национална свест и македонска гордост да аплицираат, да ми пратат видеа, клипови или аудио снимки кои сакаат да пеат патриотски песни или имаат своји, нели? Дека ќе работам по една песна месечно, бесплатно од мене, значи колку што сум јас моќен, да го сработам тоа на еден начин, ете со таа идеја почна. И на тој пост ми одговори Јована во порака дека и она сака да учествува. Ја прашав колку години имаш, затоа што видов дека е многу мала. И ми рече, имам 15 години. И викам, ти си многу мала, али ајде прати ми видео да слушнам. И кога ми прати видео, ја бев воодушевен, зачуден, дека кај нас има млади девојки кои што такви вокални способности поседуваат и таква зрелост во изведбата и во интерпретацијата, нели? И кажав, девојко, ова е нешто преубаво, преголемо, презрело и буквално сосема случајно се најдовме така и кажав дека од денес работиш со мене. Значи, дека сите песни во Македонија што ќе бидат за женска вокална изведба, писи изборот, толку. Завршува конкурсот, да. Така. Јована Богдановска е млада интерпретаторка, како што велиме, и што туку започна да се пробива на фолк естрадата. Од она што досега сме го слушале од неа, можеме слободно да кажеме дека многу брзо ги освојува срцата на публиката, затоа и почна со турнеи. Со овие две песни покажа дека и многу брзо созрева како артист и одлично ја предаденели приказната во истите. Веруваме нема тука да застанете, како што рековте, со проектов. Кои се следните планови за да продолжите со Македониум? Поточно, кои ќе бидат следните песни кои ќе се најдат на овој проект? Дали довербата за изведба на другите песни ќе ја дадете
Пак на Јована Богдановска, како што велите, или ќе се предомислите и имате и други интерпретатори, иако немате ништо против, се разбира ако не е тајна, дали би ни откриле некои од имињата за кои размислувате да бидат и тие дел од проектот Македонија? Да, значи прво голем поздрав до Јована, таму е моментално кај вас Така, во така. Австралија и се надевам дека ќе ја пуштите да се врати назад. Секако. Ако не се омажи. Да. Може и тоа да се деси, да. Она е една одлична девојка и да, дефинитивно она е изборот за сите сите песни од Македонија кои ќе бидат за женски вокален изведувач. Значи она е конечен избор, не помислувам на нешто друго, не ме интересира. Машки изведувач, песните кои ќе бидат со машки изведувач, изборот е Мики Секуловски, наш еден од најдобрите вокали во Македонија, за мене машки вокали, и ќе има во самиот проект Македониум ќе има и ора, преработки на одредени борбени ора кои така се нарекуваат, нели, во фолклорот, како комицко, тоска и така натаму. Значи, ќе има преработки на песни од Егејскиот регион, преработки на песни од Пиринскиот регион, и сакам, како што кажав, затоа што тоа е нашето културно наследство, тоа што денес границите се тука поставени, ние имаме народ и во Пирин, и во Егеј, и во Австралија, и во Америка, се уште. Секаде. Не сме толку мали. Не сме. Да. Многу Воопшто сме. не сме. Само треба да се кажеме дека постоиме, Дека дека сме постоиме, тука. дека не има. А не да се плашиме. Па тоа е поентата, дека по толку години опресија и по толку години набивање страв во коски да кажеш дека си македонец. Мене ми се случи тоа во Тирана, бев на гости таму. И ми кажува, мојот другар ми вика, бе, тука до мене живеат, вика, од Македонија се луѓе, од Битола. И јас му викам, бе, па супер, дај да ги запознам, знаеш, да се видиме, и они оддалеку се кријат, викаат, не, ние не сме македонци, бугари сме, не сме македонци. Знаеш, како страв во коски да кажат што се. И затоа, да. И затоа јас сметам дека ова е клучно, затоа што народ со паднат дух не може да се бори. Народ со паднат дух и со изгубена самосвест и со изгубена, со спуштена глава и со омалаксана душа, нема енергија повеќе за ништо. А ние сме толку многу изморени. Па Волку не измориле, мислам, турците 5 века. Значи, да, буквално, ние сме затоа што сме предадени од своите. Нема врска дали се грци, албанци, бугари, срби, нема ништо, тоа не е битно. Битно е дека од своите сме предадени. Тие кои требаше да го чуваат тоа, тие сме предадени. Затоа народот е апсолутно омалаксан и затоа сметам дека ова е клучно нешто. Се што придонесува, и ова може да биде јавен апел. Сите уметници кои им дал Бог дарба и таленти, не за џабе, не за да печелат пари, туку за да го подигаат човештвото околу нив и да го носат на еден во подобар живот и во подобра околина и во поголема свест, треба да творат и да се заложат за вакви ствари. Драматурзите пишуваат драми кои ќе го подигаат духот на македонецот. Пеачите треба да пеат песни кои ќе го подигаат духот на македонецот. Глумците треба да глумат во представи кои ќе го глумат, кои ќе го подигаат духот на македонецот. Режисерите да прават видеа такви, композиторите да ги воспеваат славните наши јунаци и историја. Тоа е моментално тоа што мора да се направи за да ни се врати достоинството. Затоа што тоа е најголемиот проблем кај нас моментално. Така, времето полека не гази, ќе мора да побрзаме малку, имаме уште едно или две-три прашања. Верувам дека нема да има долги одговори. За да се зафати некој со еден ваков проект, пред се треба да си ја сака Македонија, исто како што си ја сака и собствената мајка. Со самото започнување на овој проект, вие ја покажавте големата љубов кон Македонија, но за да се направи еден ваков проект, потребни се финансиски средства. Дали за овој проект побаравте финансиска помош од Министерството за култура? Дали на било кој начин ви помогна, бидејќи оваа влада пред неколку години даде финансиска помош на фарма за магариња? Колку е тешко да се најдат спонзори за вакви проекти и дали ваквите преработки на народните песни со патриотско и родолюбива тематика, како и со вакви видеофилмски записи, ќе допринесат во подигањето на свеста на македонскиот народ, особено на помладата популација за поголема љубов кон Македонија. Ова последново веќе ми се чини дека вие на некој начин го одговоривте во последните ваши зборувања.
Да, значи да одговорам кратко, не сум побарал и не ни очекувам од моменталното Министерство за култура или за Министерство за асимилација. Значи буквално не ни пробавме затоа што пред 3 години мислам пробавме да аплицираме за мюзикл за Ченто, за Методи Андернов Ченто. Имаме еден цел добар концепт направено за мюзикл за Ченто и бевме одбиени како затоа што нели Аслом се тргна веќе од уставот и така тоа е веќе небитно за културата на Македонија, така ќе биде и ова следново небитно и така, затоа што ја не се надевам на буквално кој да дојде на власт, не се надевам дека ќе спонзорира нешто вакво. Верувам дека ќе има свесни луѓе, совесни наши пријатели кои се во ист дух и во иста убеденост и во ист жар и ќе неогаш ако сакаат да помогнат и да учествуваат, али пред се сакам да го споделуваат и да се рашири. Тоа ми е битното. Моментално, фала му на Господ, не ми треба таква помош у моментов, али најбитно и најголема поддршка и најголемо значење ми се бројките кои ги постигнува и тоа ми сведочи и коментарите. Значи, ми сведочи дека тоа им треба на луѓето, дека го уживаат тоа. Го ценат. Така. Господине Андреев, за крај едно политичко прашање. Кажавте многу за колку треба да се чува Македонија на секое поле и на сечија индивидуална способност. Како гледате на целокупната ситуација во која се наоѓа Македонија денес? Каде ја носат Македонија овие од актуелната власт и колку е тешко или лесно да се твори во едно вакво време-невреме? Па прелесно е да се твори во вакво време, затоа што секој ден имаш инспирација. Да, секој ден имаш инспирација и секој ден желбата расте се повеќе, затоа што ја верувам дека блузот излегол од болка и без црни дирки нема убава музика. Значи, само во болка, па и нашите песни што ги пееме сега се напишани во болка. Се напишани во тешки времиња. Ништо убаво не излегло од лесни времиња, ни па јаки момци излегле од лесни времиња. Сегашната политичка ситуација, тие што се на власт, јавно си кажуваат што прават и си го поддржуваат тоа. Ја имам најголем проблем со тие што се во опозиција, затоа што ништо не прават. Затоа што ништо не капитулира, буквално ништо не сработија, само ни одлагаат, бойкотирај ова, бойкотирај она, протестирај ваму, протестирај таму и ништо на крај се помина, без разлика ние дали се протестирале, дали имало референдум или не, и сметам дека крајно време е народот да престане да се надева на политички партии. И да престане да ги криви другите народот. Де албанците се криви, бугарите, грците, србите или власта. Моменталната власт знаеме каква е, сите знаеме каква е, но тоа нема потреба да се троши секунда муавет, али какви сме ние е прашањето. Што ние направивме дека ова се случува? Ние како народ, не како партиски членови, не како значи тоа секогаш го кажувам, значи замислете во 903 година да седнале револуционерите да викале што да правиме са турците не освоија. Тоа е. Што можеме ние да направиме? Малку сме ќе дојдат со 1 милион војска, нека дојдат. Битно е дека ќе им покажеме зави, битно е дека нема, дури да паднеме, ќе паднеме како звезда, нема да паднеме како со главата доле. И затоа верувам дека треба да престанеме воопшто да се надеваме на власта, било која и да е, да престанеме да се надеваме и да кмишиме по партиски штабови и да очекуваме работно место од чистачи секретарка од партиите и заради тоа си продаваме идеологија и наследство и се. И верувам дека треба да си го земеме животот во своји раце и државата во своји раце и да се обединиме како народ. Затоа што најголемата стратегија на овие две партии моментално што се во Македонија е тоа, само да не делат, ние да лаеме на нив, они да лаат на нас, а сите они си го прават тоа што си го решиле да си го прават, а ние се уште лаеме само. Се додека не почне да касаме. Нажалост политиката е таква, некој мора да води политиката, треба само внимателно да народот да го користи својот неприкосновен глас кој што многу вреди, ама да знаеме дека вреди и да го дадеме на оние луѓе на кои што ќе направат добро за сите нас. Извинете кратко, само да прекинам. Народот си го даде гласот и кога беше последните избори со Груевски. Груевски победи на изборите. Беше ли на власт Груевски? Видевте дека не е само победа со 60 пратеници, да има 70-80 пратеници, тогаш е силата во македонскиот народ. Со 60 пратеници или 59 ќе го уценуваат.
Жалостно сакам е да ви тоа така. кажам Големите дека промени треба. моменталната ситуација во Македонија дојде до таму, кај што демократски во наводници, не постои ни правда, ни систем, ни избори. Ајде ќе оставиме време за политички Се прашања каша во попа. друга прилика. Така. Ве гледам дека сте доста накован, поткован. Добро е. Не радува што вакви Револтиран млади сум. има. Така. Да. Господине Андреј, Hvala ви многу. ви благодариме за одвоеното време. Честитки за овој проект. Нека се множат многу други. Ви посекуваме плодна работа и многу успех. Имајте си пријатен викенд. Пријатно до слушање и до видување на Ви Македонски корен. благодарам и вас, имате исто и вие убава вечер. Поздрав и секој добро. Поздрав.